Преосвештенство, митрополит Видински, господине Пахомии, добре дојдовте во нашава богоспасувана епархија Делчевско-Каменичка. Вие и вашата придружба, високо преподобните архимандрити, кои ве придружуваат, и дозволете ми и од моје лично име, и од името на свештенството и монаштвото и верниот народ на нашата богоспасувана епархија, осакувајќи ви добре дојде да ја искажеме нашата голема радост и нашата почестеност од вашето доаѓање во нашата епархија. Прв пат сте во нашава епархија и начествувавте на денешната литургија, нова литургиско собрание, ги осветивте даровите, пренесувајќи му ги на Бога и нам ги разделивте како тело и крв Христови, правејќи не сите нас заедно едно тело со нашиот Господ Исус Христос. Таа радост што ја чувствуваме не е само заради историската средба која ја направивме овде во Македонска Каменица, туку токму телото и крвта Христови кои не соединуваат, прави таа радост да има ескатолошки карактер, бидејќи овде и сега се оприсутнува Царството Небесно, есхатонот, кој и се остварува на литургијата, но кој и постојано ни доаѓа во пресред и кој ќе се оствари конечно после второто Христово доаѓање. Високо преосвештен владико, навистина јас лично имам повеќе пати доаѓано во епархијата, уште пред вие да бидете назначен за видински митрополит, уште со дедо Дометијан кога беше, па и со патриархот, свјатејшиот патриарх бугарски господин Даниил, сме служеле, сме били на ракополагање епископско токму во вашата епархија и ова доаѓање ваше навистина го сметам за еден голем благослов после толку време и некој епископ митрополит на Видин да ја посети нашата епархија. Ви благодариме за жртвата која ја направите, бидејќи знаеме сите дека Видин не е близко од овде. Преваливте голем пат за да дојдете да ни покажете голема чест, доаѓајќи овде и заедно заедничарејќи со сите нас, со нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во чест на оваа средба би сакале, како еден скромен дар од нас, да ви подариме едни инсигнии на епископската чест и да ви посакаме уште многу години да ја раководите богоспасуваната епархија Видинска, но и уште многу пати да ни доаѓате овде во нашата епархија, да заедничареме повторно со нашиот Господ Исус Христос, кој не прави синови и керки негови и не прави, што е уште поважно, вечни битија за кои и не створи, не да бидеме смртни, не да бидеме бремени, туку вечни битија. Ви благодарим уште еднашка, да сте ни живи и здрави и уште многу години да ни доаѓате. Амин. Амин. Живи и здрави. Многаја лета. Да ви благодаря најискрено за вашата љубов, за вашето гостоприемство, да ни приемете във вашата епархия. С голяма радост и с голямо желание дойдохме и с голямо желание послужихме. Радостни сме и сме благословени и, както казахте и вие, най-вече трябва да се обединяваме в Светата Евхаристия, в тялото и кръвта на нашия Господ Исус Христос и да разбираме и да проумяваме, че дявол е този, който иска да разделя.
той иска непрекъснато да разделя хората и да най-вече той не иска нещо друго, иска да хвърли душата на човека в гената. И ние трябва да се борим с това и да бъдем заедно, защото там, където са събрани двама или трима в име Христово, там е и нашия Господ посред нас. Ние вярваме в това, надяваме се и вярваме, че и в скоро време вие ще дойдете да посетите нашата епархия. За нас ще бъде голямо благословение и голяма радост да може да послужим и там всички заедно, с една уста, с едно сърце да възхвалим нашия небесен Творец за много и благословени години. Искаме един скромен дар на една икона да подариме на свети Иван Рилски, на вас и на където вие прецените да бъде, така че да може вие да се поклоняте и да се молите, защото знаеме, че всички много обичат свети Иван Рилски. Много. Како едно сведоштво за вашата прва за нашата прва средба овде, за вашето прво доаѓање, ќе биде овде во храмот. Радваме се, радваме се. На Пресвета Богородица во Македонските Здрави за много години. Молим за мисијата. Много